Програмата на владата на Република Македонија за 2017-2020, како и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз од последните парламентарни избори, превзедовте обврска дека ќе формирате интервентен фонд во земјоделството, а со цел да им помогнете на земјоделците во кризните години. Дополнително, во соопштението на партијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од февруари 2017 година е напишано следново, ќе цитирам: ќе формираме интервентен фонд од 6 милиони евра во првите 6 месеци од мандатот на новата влада. Овие средства ќе се користат кога пазарната цена на земјоделските производи ќе биде пониска од нивната производствена цена. Во овој фонд се планирани средства и за обезштетување на земјоделците од временските непогоди. За никој никогаш повеќе да не ги потценува земјоделците и да не се пазари со нивната мака. За земјоделците кои имаат финансиски загуби да не бидат оставени да се справуваат сами со проблемите. 18 месеци се поминати од владата на Социјалдемократскиот сојуз, а истата не само што нема интервентен фонд во првите 6 месеци, туку нема ниту 6 евра од ветените 6 милиони евра. Во овие изминати скоро 2 години ви се случија најниски цени на земјоделските производи и потценети земјоделци. Во изминативе реколти праските скапуваа во Росоман за 6 денари. Раноградинарските производи, доматот и лубеницата се продаваа под секоја достоинствена цена во Струмица и Струмичко, а со цената на сливите во Делчево покажавте колку е мизерен и индиферентен односот на вашата влада кон земјоделците. Имате сега прилика од позиција на власт барем малку да ја ублажите маката на земјоделците со тоа што ќе го исполните вашето ветување и ќе го формирате интервентниот фонд. За тоа дека не ги решавате проблемите на земјоделците, јас повторно ќе ве потсетам со ваши зборови. Во претходно споменатото соопштение од февруари 2017 година пишуваше, цитирам: исто така, овој интервентен фонд ќе се користи и во кризни состојби при пласман на земјоделските производи, кога откупната цена ќе е пониска од производствената. Во тој случај финансиските средства ќе се доделуваат во вид на дополнителна поддршка на основните плаќања во висина до производствената цена на производот. Само за пример, денеска конзумното јаболко во Преспа се продава од 6 до 7 денари по килограм, а индустриското јаболко за мизерни 0,5 денари, министре. Ова е далеку под производствената цена, која што не може да им ги покрие ниту основните трошоци на земјоделците. И дополнително, приморани се земјоделците за индустриското јаболко што го предаваат во преработувачките капацитети, самите да купуваат вречи кои што ги чинат по 5 денари. Да дозволите ова да се случува во Преспа е навистина газење врз достоинството на земјоделецот. И покрај богатиот и квалитетен род, преспанчани не паметат полоша година од оваа, и по однос на цената, и по однос на откупот. Годинава се произведени 130.000 тони јаболка со висок квалитет, а според интензитетот на откуп што се одвива досега, известно е само дека големи количини на високо квалитетно јаболко ќе останат непродадени. Индивидуални земјоделци кои произвеле 100 до 150 тони јаболка до денеска немаат продадено ниту 5 тона. Ова е катастрофа во најава за Преспа. Катастрофа која што имате можност да ја спречите, а со ваше ветување, но ние само ве потсетуваме со овој амандман на тоа ваше ветување. Ви благодарам.